أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Откако возвишениот Аллах Азза ва Џел ги повика на Бену Исраил да се сетат на Аллаховата благодат кон нив, како и да ги исполнуваат заветите кон возвишениот Аллах Азза ва Џел, а тоа го спомнахме во 40-тиот ајет од суратул Бекара. Исто така возвишениот Аллах субханаху ва таала ги повикува да веруваат во она што им го објави на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Пошто знаеме дека свите претходни Аллахови пратеници беа испратени исклучиво за нивните народи, а додека една од карактеристиките на нашиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем е тоа што тој е испратен на сите луѓе воопшто. Не е само за арапи, не е само за Бену Исраил, туку е испратен за сите луѓе. И ова е една од неговите карактеристики алейхи салату ва селам. Па Аллах Азза ва Џелле ги повикува да веруваат во Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем и да не бидат од оние кои ќе го негираат. Па вели возвишениот Аллах во 41-иот ајет: "Ва амину бима анзалту мусаддиқан лима ма'акум ва ла такуну awwala кафирин бих ва ла таштару би ајати thamanan qalīlan ва iyāya fattaqūn." Велите Аллах Азза ва Џел: верувајте во Кур'анот што го објавив. Му се обраќа на Бену Исраил. Верувајте во Кур'анот што го објавив, кој го потврдува Тевратот кој што го имате вие. Тевратот на кого беше објавен? На Муса алейхиссалам. И не бидете првите кои не веруваат во тоа. И не продавајте ги аетите мои за ефтина цена и плашете се само од мене. Велите Ибн Каthир рахимахуллах, со тоа се мисли на Кур'анот кој Аллах Азза ва Џелле го објави на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Пратеникот кој не знаеше ниту да чита, ниту да пишува, кој беше араб и носител на радосни вести, а и опоменувач, кој беше сјајно светло. Овој Кур'ан, во кој му е наредено да веруваат, ја содржи вистината од возвишениот Аллах Азза ва Џел и го потврдува оне што е пред него Тевратот и Инџилот. Теврат кој беше објавен на Муса алейхиссалам, а Инџил кој беше објавен на Иса алейхиссалату вассалам. Што значи дека возвишениот Аллах Азза ва Џел им наредува на синовите Исраилови да го прифатат со своето срце и со своите дела она што се совпаѓа во она што го имаат во нивниот Теврат, а тоа е Кур'анот, кој Аллах Азза ва Џелле му го објави на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Во ова е содржано и јасна порака дека нивното негирвење на Кур'анот всушност е негирвење на оне што е ке ними во Тевратот. Оној кој го негира Кур'анот, тој во основа ги негира и сите други објавени книги, за кои тие тврде дека верват во нивниот Теврат. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, и не бидете првите кои не веруваат во него. Велите Ибн Аббас радијаллаху ан: не бидете први што негираат, а кај вас, кај Бену Исраил, има знаење што другите го немаат. Зошто? Затоа што Бену Исраил се народ на книга, се народ на илм. Аллах Азза ва Џелле им го објавил Тевратот. Не се како многобожците во Мека или Курешиите, кои обожавале идоли, кипои, камење, дорва и слично.
туку тие имале и поседовале знаење. Од таа причина, многобожците од курешиите во времето на џахилијет оделе ке евреиве и ги прашувале и плюс му велеле: вие сте народ на знаење. Самите знаеле дека се џахили и дека нема никакво знаење. Овдека се гледат исто така која е вредноста на илмот и на знаењето. И многу често го слушаме примерот со Варака, кога Хатиџа ради Аллаху анха, кога се деси што се деси со Мухаммед салаллаху алейхи селем почетокот на објавата, Хатиџа ради Аллаху анха, откако го смири, ке го упати, ке го однеса ке Варака ибн Науфал. Зошто ке него? Зашто тој поседуваше илм и знаење. Зошто не го однесе ке прваците на курешиите? Тога не бе непријатели Хатиџа и тие. Тие бе првенци, куреши, но таа ке го однеса на Мухаммед алейхи салам, ке го однеса ке премногу стар човек, ке слеп човек. Ама што е поентата? Поентата што тој имат илм, што тој имат знаење. Не се истина што оние кои знаат и оние кои не знаат. Велите Абул Алија рахимахуллах, тоа значи не бидете првите од вашиот вид, а тие се народот на книгата, кои ќе го негираат на Мухаммед салаллаху алейхи веселем, откако сте чуле за неговото испрачање. Што значи тие имале плюс илм и плюс знаење. А што е теа? Што тие веќе имале знаење за Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Како што спомнавме претходно, во нивните книги имало известување за нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, па затоа тие први требат да верват, а не да се први што го негирват на Мухаммед салаллаху алейхи веселем. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. И не продавајте ги моите ајети за ефтина цена. Односно, возвишениот Аллах азза ва џел им забранува да ги продава неговите ајети, така што би го напуштиле верувањето во него, следењето на неговиот пратеник салаллаху алейхи веселем, заради нешто од дуњалукот и неговите желби. Тие во основа му беше забрането да ја крие вистината од нивниот Теврат, особено спомнувањето на Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Но како што е познато ке овија народ, како што е познато посебно ке евреиве, е теа што тие криеат вистината. Или вистината е сметаат за лага, а лагата за вистина, зошто? Само за да уживаат и да ги задржат нивните функции, углед, пари, авторитет или други дуњалучки работи. Како што беше нивно време до ден денешен, се до кијаметот, до кијаметскиот ден, се додека не биде поништен последниот од ними. Со Аллахова дозвола. Овде друга поука, а тоа е дека све што е на оваа дуња, све што е на неа, е бедна цена во споредба само со иманот и со верувањето во возвишениот Аллах азза ва џел, без разлика колку ќе постигне човек на оваа дуња. Затоа велат исламски учењаци и велит Ибн Каthир рахимахуллах, не заменувај го иманот во Аллах и неговиот пратеник, ниту стремежот кон наградата што ќе Аллах азза ва џел на ахирет, со нешто од оваа дуња. Без разлика колку ќе ти се дајт од неа, немој да го напушташ Куран. Немој да го напушташ суннетот на Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Затоа што цела дуња е бедна цена во однос на иманот и вервењето во возвишениот Аллах азза ва џел. И затоа на крајот од овој курански ајет велит Аллах азза ва џел: "Ва ияја фаттакун", и плашете се само од мене. Но Талқ ибн Хабиб рахимахуллах велит: таква и богобојазливост значи да му си покорен на возвишениот Аллах азза ва џел, надевајќи се на неговата награда, и да ја напуштиш непослушноста кон Аллах азза ва џел, плашејќи со неговата казна, со светлост од Аллах азза ва џел. Што значи свекој мој да каже дека се плаши од Аллах азза ва џел, без разлика кој е. Но права таква и права богобојазливост е човек да го прави тоа што Аллах му го нареди, очекувајќи награда, и да се клони тоа што Аллах азза ва џел му го забрани,
плашејќи со неговата казна. И свето теја со доказ, со менхеџ и со суннето на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Све што излеги од овој пат не се сметат за таква и за богобојазливост. Wa iyaya fattaqun, значи дека возвишениот Аллах азза ва џелле ги предупредува на Бену Исраил и ги опоменува за она што намерно го прават, што е својствено за ними, а те е сокривање на вистината, представување на лагата како вистина и нивното спротивставување на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Имам Ал-Куртуби рахимахуллах велит, иако овој ает се однесви и е објавен за Бену Исраил, тој важит и за секој еден кој постапува како ними. Имате едно златно правило во Куран, а те е дека некои курански аети мој да имаат посебна повод зашто се објавени, но тој пропис значи и за другите и за надвор, освен ако дојде јасен доказ дека е само за ними. Значи овие ает се односи на Бену Исраил, но истото важи и за секој еден кој имат својства како ними. Па затоа велит имам Ал-Куртуби рахимахуллах, кога некој зема мито за да ја промени вистината или да ја поништи вистината, или кога одбива да подучува на нешто што е негова обворска, како даија, како имам, како шејх, како учењак, или кога одбија да го преноси зноењето кое мора да го преноси све додека не добие паричен надомест за теа, влег вид вели по значењето на оваа закана или влег вид во значењето на овој курански ајет. Секој еден кој крие вистината, кој не е истават, или кој е вортит вистината, па е прајд како лага или лагата како вистина, тој е сличен на овие проклети евреи и за теа следви болна и тешка казна. Потоа возвишениот Аллах азза ва џелле во 42-иот курански ајет велит: "Вала талбисул хаққа бил батили ва тактумул хаққа ва антум та'ламун." И не мешајте вистината со невистина и немојте да ја криете вистината, а вие знаете. Аллах азза ва џел ги предупредува евреите да не ја мешаат вистината која тој ја објавил со лагата што самите ја измислуваат, така што повеќе не се разликува едно од друго, или пак и да не ја прикажуваат лагата во лик на вистина. Исто така и ги укорува да не ја сокриваат вистината, иако добро ја познаваат самите. А меѓу најважните вистини е вистината за кого? За Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Како што велит во други курански ајат во сурата Али Имран: "Ја ахлел китаби лиме телбисуна ал-хаққа бил батили ва тактумуна ал-хаққа ва антум та'ламун." О следбеници на книгата, зошто вистината со невистината ја мешате и вистината ја криете, а знаете дека е вистина? А колку има денеска кои вистината ја крие и знае дека е хак, знае дека е суннет, знае дека е пропис од Аллах азза ва џелле или од Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, но го криет зошто? Токму заради овие својства, заради дуња општо, дали заради плата, дали заради место или било што. Велит Катада рахимахуллах: немојте да ја мешате вистината со невистината, односно не мешајте го еврејството и христијанството со исламот. А вие добро знаете дека вистинската и едино примана вера ке Аллах азза ва џелле е исламот. И евреите, браќа, постојано го практикувале ове мешање, извртување и прикривање на вистината свекогаш кога ќе му се укажи можност за теја. И вез ден се познати починење на неред и копање или растурање на муслиманските редови. А примери за ови извртување имат премногу во Куранот и затоа иншалла ќе дојдат многу курански ајети кои ќе ни насочат на овие нивни напади, на овие нивни извртувања, со цел да замаме поука, па да не падниме во замката како што паднале многу други пред нас, а и во денешно време. Потоа возвишениот Аллах азза ва џел ги повикува на Бену Исраил да се вклучат во караванот на верата, во караванот на иманот,
да застанат во редовите на верниците и да ги извршуваат пропишаните ибадети, па вели Аллах Азза ва Джел: "Ва акиму салата ва ату заката варка'у ма'ар раки'ин." И намаз извршувајте, и зекат давајте, и со тие кои го извршуваат намазот, и вие извршувајте го. Велид Муқатил рахимахуллах: и намаз извршувајте, значи клањајте со Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. И зекат давајте, значи предајте им го на пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, варка'у ма'ар раки'ин, и со тие кои го извршуваат намазот, и вие извршувајте го. И прајте руку со оние што чинат руку. Имам Куртуби рахимахуллах во неговиот тефсир само довија еден курански ајет, имат истајано 34 меселија. Долги 34 меселија само довија курански ајет. Ќе спомниме ми 2 или 3 поуки кратки. Од поуките на овие курански ајет е теа рече дека намазот бил пропишан и на претходните народи кој намаз имало руку. Но нивното својство или учењето или вредноста не е како намазот кој е пропишан на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. Но имале вид на молитва, вид на намаз во кој имало руку и имало сеџде. Велит Аллах Азза ва Джел: "Ја Маријам кунути или раббики васџуди варка'i ма'ар раки'ин." Обраќајќи му се на Маријам алейхи салам: "О Маријам, биди му понизна и покорна на Господарот свој и сеџда чини и оди на руку и чини руку заедно со оние кои одат на руку." Значи имале вид на намаз кој содржал руку и сеџде. Исто така од овие курански ајет, од поуките дека и претходните народи имале давање и зекат. Луѓево се ставени на искушение со разни работи. Едно од тие видови на искушение кои Аллах џелеле шануху ги искушува своите робови е токму давањето. Затоа многу луѓе имат кои се скоржави, кој давањето 1 динар му е потешко од многу други дела. Да ги става луѓето на испит преку зекатот, да истајат свој или дел од својот имот, за да се покаже вистинитоста на нивното вервење. И затоа зекат, едно од имињата на зекатов, го викаат и садака. Садака идете зборот сидқ, што значи искреност. Оние кои дават зекат, теа му е доказ за искреноста на неговиот иман и на неговото верување. Од поуките преченовија курански ајет укажува на обавезноста на клањање намаз во џемает општо. Зашто е наредба, вели клањајте со оние кои клањаат намаз. Овде е општо да се клањаат во џемает, но има други докази од Куран и Суннет кои кажуваат дека мора да се ворши џемаетот во џамија, освен со нормално со оправдање. Што обавеза е да се клањаат во џемает во џамија. Меѓу тие докази е кој го бележи имам Бухари, во кој пратеникот салаллаху алейхи ва саллем е рекол: "Се колнам во оној во чија рака е мојата душа. Понекогаш помислив да наредам да се соберат огревни или суви дрва, па да дадам наредба да се учи езан за намаз, потоа да назначам човек кој ќе им предводи на луѓето во намазот, а јас да одам кај оние кои не доаѓаат да клања намаз во џемает, па да им ги запалам куќите на нив." Ове е закана од Мухаммед салаллаху алейхи саллем. Но зошто не го направил теја? Имат предание друго во кое вели Мухаммед салам да не бее жените и децата во тие куќи. Од Ебу Хурейра ради Аллаху анху се пренесува дека кај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем дошал некој слеп асхаб и рекол: "О Аллахов пратенику, јас сум слеп, немам никој што ќе ме води во џамија." Па побарал од Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем да му дај дозвола да клањат во неговата куќа. Па Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем во моментите му дозволил. Кога човекот се сврти да бега да оди, пратеникот салаллаху алейхи ва саллем го повикал и му рекол: "Дали го слушаш повикот за намаз? Значи дали го слушаш езанот?" Му рекол: "Да." Тогаш му рекол: "Одзви се, ова е наредба.
тогаш одзви се. А во друго предание не мога да ти најде оправдание. Не мога да ти најда оправдание. Што значи, овој слеп човек, бреча, го замолил на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем да кланјат во својот дом, а дома може да имат фамилија, имат жена, имат деца, кои мој да кланјат во џемет, како што многу често и денеска се практикуваат, се кланјат дома со жена и со деца, битно да е во џемет. Но Мухаммед салаллаху алейхи ве селем не му дозволил на овој слеп асхаб. Исто така пратеникот салаллаху алейхи ве селем кој сакал да ја запали куќите на тие кои не кланјат во џемет, исто и тие мој да имаат дома фамилија, имаат жени, имаат деца, имаат семејство, и тие мој да кланјат во џемет дома, но Мухаммед салаллаху алейхи ве селем не ги оправдал. Најголеми правдања за кој дојде хадис, кога го питале што е те узр или правдање, рекол две работи само. А те е страв, имат проблем страв да излезеш во џемет, или болест. А скапнатица немат време, да не правиме муабет за фудбал, за серии, за филмови, значи не го време воопшто во обзир. Хамад ибн Зейд вели, кога Лейс ибн Еби Сулейм ке го пропуштеше намазот во џемет, во своето мало во џамија, изнајмуваше магаре, го плаштал магаре и ги обиколуваше џамиите додека не стигнел џемет, да фати џемет во џамија. Ваќе се грижиле за џемаетот. Како денеска да земаш такса и да вортиш до да најдеш џамија да кланеш во џемет. Но нажалост многу имаме ноксан свите во поглед на намаз во џемет. Не веле дека се остава намазот комплет. Но нажалост губиме работа која е ваџиб и која е обавезна. Во најмала рока е сунне муекеде, потврден суннет кој не сме да се остават, и оња кои остават без оправдање, имамот или кога би имало шеријатска држава, имат право да го казни на таква особа. Што значи не е едноставно да пропуштиш намаз во џемет. А имат и многу други докази и примери од селев, посебно од асхабите, за кои иншаллах ќе дадат посебен говор. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни уцврси на неговата вера. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни соедини во џеннетул фирдеус заедно со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллама ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахби аџмаин. Ва саламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.